Насилството со огнено оружје се зголеми во САД во 2022 година, вклучително и речиси со рекорден број на инциденти и жртви. Во мај 18 годишен вооружен напаѓач со полуавтоматска пушка уби 19 деца и 20 возрастни во основно училиште во Увалде, Тексас. Тоа беше најсмртоносното пукање во американско училиште во речиси една деценија. Една недела подоцна претседателот Џо Бајден и се обрати на нацијата. For God's sake, how much more carnage are we willing to accept? How many more innocent American lives must be taken before we say enough? Enough. Неколку дена претходно 19 годишник отвори оган со полуавтоматска пушка во супермаркет во Бафало, Њујорк, при што уби 10 луѓе. Осумничениот рече дека цели на афроамериканците. На 4 јули во Хајленд парк, Илиноис, вооружен маж испука 83 куршуми за помалку од една минута од кровот на една зграда, убивајќи 7 луѓе и рани десетици други на парадата на Денот на независноста. Во ноември друго лице уби 5 лица и рани 17 во ноќен клуб за хомосексуалци во Колорадо. 22 годишниот осомничен е обвинет за убиство и злосторства мотивирани од пристрасност. Криминологот и професорот Джек Макдевид е вознемирен поради овој податок. We're starting to see guns being used in hate crimes more. That wasn't the case for a long time. We're starting to see more often that people use firearms to go after victims who they perceive to be different. Масовните престрелки се општо дефинирани како инцидент во кој 4 или повеќе лица се застрелани или убиени, не вклучувајќи го исторителот. Тие се случуваат практично во секоја сојузна држава на САД, вкупно повеќе од 600 на национално ниво во 2022 година. Некои гледаат поврзаност помеѓу порастот на риториката со омраза и насилството предизвикано од пристрасност. Political rhetoric that we have seen over the past few years has certainly contributed to that. And I think that, along with sort of some of the increases that we've seen among the rise in hate groups. Иако масовните престрелки се најдоа на националните наслови, тие представуваат мал процент од повеќе од 40.000 американски смртни случаи од огнено оружје регистрирани во 2022 година. Половина од нив се од самоубиство. Во јуни Конгресот го одобри првото национално законодавство за оружје во последните децении. Законот се обидува да го оттргне огненото оружје за оние за кои се смета дека се закана за јавната безбедност и ги зајакна проверките при купувањето оружје. Додека застапниците за контрола на оружјето сакаат додат подалеку и да го забранат полуавтоматското оружје, Врховниот суд на САД во јуни го поништи законот на државата Њујорк со кој се ограничува носењето скриени пиштоли на јавно место. Бранителите на правото на оружје беа среќни поради тоа. What I have noticed is places that have simpler legal gun laws are safer. Because, for instance, the recent shootings that we had, I feel if a place is unprotected by firearms, it's a soft target. И додека се уште се дебатира, САД остануваат и понатаму со највисока стапка на смртни случаи од оружје меѓу напредните развиени земји во светот. Според американскиот оддел за починати лица, најмногу убиства во САД има во главниот град Вашингтон, а најмалку во сојузната држава Њу Хемшир. Интересен е и податокот дека покрај САД и Финска зголемен број на убиства има во Хрватска, а најмалку во Полска, Обединетото кралство и Романија. Повредите од огнено оружје имаат тенденција да бидат почести на места каде што луѓето имаат лесен пристап до огнено оружје. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чаномски во Вашингтон.